Мерките за ограничување на движењето на граѓаните и вонредната состојба во државата поради опасноста од ширењето на коронавирусот го намалија функционирањето на јавниот градски превоз во Кочани. Автобусите на превозникот Тасим компанија, со која општина Кочани има склучено договор за обезбедување на услугата, нема да се обраќаат на дел од утврдените релации. Соочувајќи се со неповолната состојба, од фирмата веќе било поднесено барање за согласност од општинските служби за редукција на дел од редовните линии. Ги известуваме сите патници и комитенти дека состојбата со заштитните мерки против COVID-19 не принуди да го прекинеме обезбедувањето на услугата за градски превоз на патници во Кочани. Прекинот ќе трае се додека е во важност вонредната состојба, поради што очекуваме разбирање од корисниците на услугата, стои во писменото известување од Тасим компанија. Од локалната самоуправа на Кочани пак информираат дека со оглед на вонредната состојба, што не можела да се предвиди пред подпишувањето на договорот со превозникот, ќе издадат согласност за укинување на дел од релациите. Тоа е и во рамки на позитивните законски одредби. Сепак, од општината потенцираат дека превозникот ќе има обврска да одржува по една линија, и тоа во утринските и во вечерните термини. Поради ограничувањето на движењето, пред се на повозрасните граѓани, драстично е намален бројот на патници, а одржувањето на дневните линии во градскиот превоз се покажало како економски неисплатливо.